Добро вечер во најновото издание на Проверено. Ја гледате епизодата Судско тефтерче. Не можеме да зборуваме за владење на правото без да се овозможи независност на судството. Но состојбата во оваа област во изминатите години е благо речено очајна. Имаме корумпирани и пристрасни судии, обесправени и исплашени граѓани и судски совет кој наместо да се грижи за достоинството на судиите и довербата на граѓаните во судството, тој е заштитник на политички мојкници и на судии кои не судат во име на правдата, туку во име на партијата. Еве што ќе гледате во оваа епизода на Проверено. Правдата е бавна, но дали е и достижна? 2,5 години по сообраќајната несреќа во која загина 13-годишниот Давид, не се гледа крај на судскиот процес. 2,5 години скоро да не може да се реши еден предмет, не знам. Не знам во што да верувам. Која е судијката која регистрирала контроверзната фирма Финзи, за која има истрага дека е формирана со фалсификувани документи? Од формирање до ден денеска овој орган е под доминантна позиција и притисок, односно во работењето на извршната власт, и односно со доминантно партиско влијание врз членовите и нивните одлуки. Секоја власт има свое тефтерче со судии. Проверено открива како се бирани судиите од судскиот совет. Саша Ангеловски пред 2,5 години го загуби синот во сообраќајна несреќа. 13-годишното момче загина додека со својот велосипед се обиде да помине преку пешачки премин. На судскиот процес не му се гледа крајот. Досега се смениле 6 судии. Оваа тажна приказна е илустрација за тоа како функционира судството во случај кога се работи за несреќа во која жртва е едно дете. Ангеловски го загуби синот, но веќе ја губи и довербата во судството. По 2,5 години Саша Ангеловски собра сили да се врати на местото каде загина неговиот 13-годишен син. Давид Ангеловски беше пригазен нова раскрсница, додека со својот велосипед на пешачки премин го преминувал булеварот Илинден. Од 20 собрав храброст да дојдам на истово место. Скоро 2 години не сум поминал од ова место. Бев вечерта, после тоа кога се случи сообраќајката, после тоа наредната вечер и од тогаш немам храброст да дојдам да го видам место. Едноставно место на трагедија, да го гледаш, да те потсеќа. Спомените од тој 18 септември 2015 година се уште се свежи, но на што повеќе го боли Ангеловски е што до ден денес случајот нема судска разрешница. 2,5 години скоро да не може да се реши еден предмет, не знам. Не знам во што да верувам веќе. Сообраќајната несреќа се случи околу 18:30 часот. Давид со својот велосипед возел на кеот на Вардар, а потоа преку градскиот парк се упатил кон Дебармало. Тој ден семафорите не работеле и по целиот булевар трепкало жолто светло. Давид чекал на пешачки заедно со група пешаци и бил последен од групата. Булеварот сакал да го помине возејќи го велосипедот, но само што тргнал, возило Фиат Пунто кое доаѓало од правец на центар, го удрило Давид и го отфрлило и него и велосипедот неколку метри. Стигнавме во државна болница за колку ни треба тука, 10 на 15 минути. Докторите се бореа за живот, го реанимираа. Негде околу 45 минути или сат време е реанимиран, но за жал безуспешно. Пунтото било службено во сопственост на Агенцијата за храна и ветеринарство, а го возила 47 годишна жена вработена во агенцијата. По извршените вештачења кај жената не е најден алкохол во крвта. Случајот го презема основното јавно обвинителство Скопје и против возачот е поднесена кривична пријава за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. Првиот обид за судење почнува дури следната година по сообраќајната несреќа во јули 2016. Од тогаш до сега за случајот се смениле 6 судии. Ова е пета или шести судија што се менува. Првим почна негде на 4 јули 2016, каде што не можеа да најдат обвинетата, па се одложи за 26 август 2016, каде што повторно не можеле да воспостават контакт со незе, па 26 октомври или беше 27 точно не се сеќавам, и тогаш почна судски процес кој по 10 минути траење се одложи. После тоа пак се одложи негде на 30 ноември и до
25 или 26 февруари, кога го зема друг судија и сега ќе видиме. Кога побаревме одговор од кривичниот суд зошто досега за овој предмет се смениле неколку суди, оттаму не одговорија конкретно, туку само дека судењето е почнато на 1 јули 2016 година, а досега биле закажани 10 продолженија. Од 2 март 2018 година со решение на судот, предметот е пратен на супервештачење на Техничкиот факултет во Битола, а по враќање на предметот ќе биде закажано продолжение на главната расправа. Предметот согласно распоредот за работа во судот за оваа година е распореден во работа кај судијата Гордана Спиревска. За сообраќајката досега се направени 3 вештачења. Побарање на јавното обвинителство, на обвинетата и уште едно кое го побарал таткото на Давид. Според вештачењето на јавното обвинителство, велосипедистот нема пропусти од сообраќајно-технички аспект и во моментот кога се создале услови за преминување на коловозот, започнал со возење да го преминува. И доколку брзината на движење на возилото Фиат била прилагодена безбедно, ќе го преминал истиот. Причините за сообраќајната несреќа е неприлагодена брзина на движење на возачот со 61,5 км на час, со што немал технички и објективни можности да ја избегне несреќата. Речиси идентични се резултатите од вештачењето нарачено од таткото на Давид. Невнимателното управување на возилото и неприлагодување на брзина на движење представува основна причина за случувањето на сообраќајната незгода. Сосема спротивни се резултатите од вештачењето на обвинетата. Со своето започнато навлегување со велосипедот на коловозот на небезбедно растојание од Фиатот, велосипедистот сериозно ја загрозил безбедноста на сообраќајот до тој степен што ја генерирал опасноста. Во сообраќајната незгода пропуст има направено само велосипедистот. Тоа значи дека возачот на пунтото нема направено пропусти. По ваквите 3 вештачења, сега предметот е даден на супервештачење во Битолскиот технички факултет. Обвинетата во суд се изјаснува дека не е виновна. Во досието за овој предмет земени се снимки од безбедносните камери и изјави на сведоци, но наместо завршница, сега случајот е одложен на неодредено време. Таткото на Давид го изгуби синот, но вели дека сака правда за неговата смрт. Веќе детето е загинато, така да треба да искочи едноставно да се знае причината, кој го направил тоа и да си сноси одговорност, ако има одговорност. Правдата е спора, но достижна. Ова е вообичаената флоскула која се користи кога некој граѓанин ја бара правдата низ лавиринтите на македонското правосудство. Во случајот со Давид е вистини само првиот дел. Правдата е спора. Денес Давид ки имаше 15 години. Тој не дочека да ја заврши полуматурата, но неговата слика е овековечена во алманахот на неговото училиште. Народната поговорка вели кадија те тужи, кадија те суди. Токму таков беше стартот на судскиот совет уште во времето кога дел од него и со право на глас беше министерот за правда Михајло Маневски. Судскиот совет е орган кој на луѓето како Саши Ангеловски треба да им овозможи да им гарантира дека правдата нема да биде задоцнета. Но овој орган уште од самиот старт е по постојана политичка окупација. Анализата е на Сашка Цветковска. Сите суди во Република Македонија се единствени дека независноста на судската власт и угледот и достоинството на судиите се наш врвен приоритет и во тоа име, односно за нив, сме подготвени на безкомпромисна борба. Вака зборуваше Караджевски пред година и половина. До безкомпромисната борба не беше за да се бранат граѓаните гладни за правда, туку за да се бранат своите, судиите, кои беа истражувани од специјалното јавно обвинителство. Политиката или партијата секогаш го имала првиот збор во судскиот совет, уште од деновите кога се основаше и кога во него рамноправен член беше тогашниот министер за правда Михајло Маневски. Се јавуваат поединци, се јавуваат групи, се јавуваат наводни експерти кои што си земаат за право да им судат на судиите за донесената конкретна судска одлука. Веројатно тие забораваат дека судската одлука, заправо законитоста на судската одлука може да се испитува само во жалбена постапка во согласност со закон. А во таа постапка одлучуваше токму Маневски, човекот кој му го зададе првиот удар на судството, кога како министер седеше рамноправно рамо до рамо со судиите и одлучуваше
и гласаше и кој ќе биде казнет и кој ќе биде избран за судија. Делеше и правда и политика, се до 2013 година, кога беше отстранет. Но во судството ништо не се промени, особено не во судскиот совет. Ало, добар ден. Добар ден. Александра Линче, сте барале, ти кажа колешките, да. Да, момент само. Чекајте ме надвор, сега ќе викнем. Вака, се договоривме на минатиот состанок да го известам премиерот кој ќе распишам оглас, значи пред да распишам оглас за суди. Значи да го известите дека ќе распишам оглас за двајца суди на апелација Скопје. Александра Зафировска пак не се прослави по заложбите граѓаните да добијат правда, туку како судијката од партиското тефтерче или од бомбите на СДСМ. Во нив таа и реферираше на секретарката на премиерот Груевски за слободните позиции и огласите за судии. А освен што на партија ди помагала да мести судии, Зафировска одела дотаму што кроела и партиски списоци за стручните кадри во судовите со Јанкуловски и Мијалков. Со еден збор можам да ви кажам дека од формирање до ден денеска овој орган е под доминантна позиција и притисок, односно во работењето на извршната власт, односно со доминантно партиско влијание врз членовите и нивните одлуки. Зафировска веќе не е председателка, но таа се уште седи во советот и одлучува за важните прашања. Во владата пак уште и дуи, луѓе кои исто така ги чувме во бомбите, како договараат судски и обвинителски позиции со партнерот Никола Груевски. А нивниот министер е оној кој треба да дели правда се уште. Новата влада уште во кампањата пред избори вети реизбор на судиите во судството. Идеја која не му се допадна на новиот председател на Советот Караджовски. Генерален реизбор не може да биде извршен согласно постојниот устав и постојните закони во Република Македонија. Доколку се промени уставот и законот за судови, тогаш ќе разговараме по новиот устав и по новите закони што ќе биде. Караджовски се повикуваше на европски пракси, но ниту еднаш во Советот не разговараше за извештаите на Европската комисија, кои ја констатираа поразителната спреја меѓу центрите на моќ и Советот. Но како е денес по смената на власта? Се сменили партиското судство? Се сменили можеби партијата? Или пак судството? Во Македонија се смени извршна власт, се смени законодавна, но судската не. Така да судскиот совет кој е врвот на судската власт, односно орган кој треба да се грижи за самостојноста и независноста на судовите и судиите, до ден денеска не е поместен, не е извршена ни една реформа во поглед на неговата работа. Реформите во медиумите и реформите во судството се чини дека одат најтешко. Кој е кочничар и што може да се направи? Неисполнета уставната надлежност од Собранијата на Република Македонија, од законодавецот, значи уште во амандманите од 2005 година кога се усвоени, во амандманот 28, став 8, е точно наведено дека со закон ќе се определи основот и постапката за престанок на функцијата на членовите и за разрешување на членовите на судскиот совет. Меѓутоа, законите овие речиси 13 години кога се носени, во ниту еден закон никогаш не е предвидено точно кои се основите и постапката за разрешување на членовите, нели, на судскиот совет. Додека да почнат реформите, на критичарите им останува да критикуваат, на судиите да почнат да почитуваат заклетвата, а на власта да се убеди со коалициониот партнер за суштински и итни реформи во судството. Во изминатите години јавна тајна беше дека има список за избор на суди, но од прислушуваните разговори дознавме дека има и тефтерче. Па така секој судија кој треба да биде избран треба да помине низ филтерот Јанкуловска, Мијалков, Груевски, а потоа да биде усогласен со партнерите од ДУИ. Судскиот совет ги разрешува и ги избира судиите, но како се бираат членовите на судскиот совет и кои се луѓето од актуелниот состав? Истражувавме во Проверено. Судскиот совет е институција која треба да ја гарантира самостојноста и независноста на судската власт. Овој орган ги донесува клучните одлуки и е најодговорен за состојбата во судството. Што е Судскиот совет и зошто е важен? Судскиот совет на Република Македонија е воспоставен да биде самостоен и независен орган на судството. Неговата задача е да ја обезбедува и гарантира самостојноста и независноста на судската власт. Поради оваа улога, граѓаните треба да бидат информирани за работата на ова тело.
Судскиот совет го сочинуваат 15 членови избрани од редот на судиите и истакнатите правници. Судиите од своите редови избираат 8 членови, од кои тројца се припадници на заедниците. Собранието од редот на истакнатите правници избира 5 членови, при што тројца од нив ги избира со бадентерово мнозинство, додека двајца од нив ги избира на предлог од председателот на Република Македонија, при што едниот е припадник на заедниците. Председателот на Врховниот суд на Република Македонија и министерот за правда се членови на судскиот совет по функција, при што министерот за правда нема право на глас при носењето одлуки. Мандатот на членовите е 6 години со право на повторен избор. Што работи судскиот совет? Една од надлежностите е да избира и разрешува судии и председатели на судови. Со новата систематизација предвидени се 636 судиски места во сите судови во Република Македонија. Например, во 2016 година Судски совет извршил избор на 26 судии, од кои 8 се избрани во основните судови и 18 се избрани, односно унапредени, во повисоките судови. Судскиот совет исто така избира и разрешува судии поротници, одлучува за дисциплинска одговорност на судиите, се грижи за угледот на судиите и довербата на граѓаните во судството и слично. Седниците на Судскиот совет се отворени за јавноста. Јавноста може да биде исклучена само заради заштита на угледот и интегритетот на судијата за кој се расправа на седницата. Но кои се актуелните членови на Судскиот совет? Сите сегашни членови се избрани во време на владењето на ВМРО ДПМН. Една судијка дури се појави во преслушуваните разговори, а дел од нив се директно поврзани со високи функционери од претходната власт. Зоран Караџовски е актуелен председател на Судскиот совет. Тој за член беше избран во август 2014 година, а за прв човек е именуван во април 2016 година. Караџовски е човекот кој за специјалното јавно обвинителство рече дека е инфалтилно, а новинарите што ги пренесуваат неговите ставови се пристрасни и сензационалисти. Јас лично за мене сметам дека имам кредибилитет. Тоа е лично чувство и прашање на одговорност и на морален и личен кредибилитет и интегритет. За другите не можам да одговарам. Јас кажав од кога сум член на Судскиот совет, тоа што го посочувате и од политичките бомби е за некој друг претходен период. Критиките од меѓународната заедница за изборот на судии и председатели на судови не се однесува за периодот после 2014 година. Александра Зафировска е именувана за член на Судски совет во ноември 2006 година. Зафировска има најдолг стаж во Судскиот совет. Назначена е со доаѓањето на власт на Никола Груевски, а повторно е реизбрана во 2012 година. За време на 12 годишниот мандат 4 години била председател на Судскиот совет. Зафировска се појавува во преслушуваните разговори кои ги објави СДСМ. Синот на Александра Зафировска во декември 2016 година беше избран за нотар, а сопругот на незината сестра Зоран Теофиловски е именуван за судија во апелациониот суд во Гостивар за време на незиниот прв мандат. Виолета Богојевска станува дел од Судскиот совет во 2013 година. Интересна е незината претходно професионална биографија. Богојевска од 2006 до 2010 година работи како регистратор во Централниот регистар. Проверено дојде до документ дека таа ја регистрирала фирмата Финзи, која што беше вклучена во случајот трезор на специјалното јавно обвинителство. Директорот на Финзи Коста Крпач под сомнителни околности изврши самоубиство. Проверено дојде до податок дека во време кога била во Централниот регистар, Богојевска регистрирала повеќе фирми, чии што собственици се офшор компании. Богојевска во декември 2010 година е избрана за судија на Управен суд, а по 3 години, по предлог на председателот Иванов, е избрана за член на Судскиот совет. Во Судскиот совет, освен Богојевска, уште 3 судики претходно биле дел од Управниот суд: Мирјанка Гоцевска-Стефановска, Рахилка Стојковска и Елица Крстевска. Управен суд беше формиран во 2008 година, а носител на проектот беше поранешниот министар за правда Михајло Маневски. Сите судии од првиот состав потоа добиваат високи позиции во другите судови и судски органи. Но зошто се одбрани токму тие судии? Елица Крстевска, за член на Судскиот совет, е избрана во 2012 година. Крстевска е соседка од истата зграда, во која во Капиште живееше екс-шефот на УБК Сашо Мијалков. Најпрво во 2007 година се вдомува во Управниот суд, а во 2011 година станува врховен судија, каде останува само 1 година и влегува во Судскиот совет.
Мирјанка Гоцевска-Стефановска. И таа има врски со Мијалков. Со него се братучеди. И таа е една од судијките кои прво биле во управниот суд од самиот старт во 2008 година, а потоа во септември 2010 година е избрана за судија во апелациониот суд во Штип. Во 2012 станува дел од судскиот совет. Лидија Каначковиќ долги години е судија, уште од 1986 година, но и таа во 2007 година влегува во јатото во управниот суд. Потоа е унапредена во 2011 година во судија во Вишиот управен суд, а во октомври 2013 година на предлог на собранието е избрана за член на судски совет. Во советот се и Мери Дика Ѓоргиевска, избрана во 2012, каде доаѓа од апелациониот суд во Скопје. Понатаму Владко Самарџиски, кој е именуван во 2012 година, и Владе Богдановски, кој станува дел од судскиот совет во октомври 2016 година. Во советот има 4 судии албанци, од кои 3 важат како избор на ДУИ: Бекир Шаини, Беким Реджепи, Селим Адеми и Шемседим Јусуфи. Тефтерот уште се полни, а долго најавуваните реформи никако да стасат. Кој е виновен? Колешката Билјана Секуловска со првиот човек на судскиот совет Зоран Караџовски разговара за тоа дали ќе има одговорност за Сваровски судиите и скандалот со АКМИ системот. Еве го разговорот. Главниот проблем, главната тема и за која и денеска ќе се говори секако е работата на судскиот совет и проблемите со АКМИС. Сметате ли дека судскиот совет не знаел, тоа го имате неколку пати изјавено, но како е тоа можно да не знаел за злоупотребите со АКМИС системот? Значи, како прво, се уште не е дефинирано до крај дали, колку и какви злоупотреби имало, ако имало. И од извештајот од групата која формира Министерот за правда не произлегуваат конкретни работи. Затоа и ние, како судски совет, преземаме чекори за финално утврдување дали имало или немало злоупотреби во распределбата на предметите преку АКМИ системот. И ние преземаме активности во соработка со Министерството за правда и со фирмата која што го реализираше како проект со USAID, EduSoft, и која што е задолжена за одржување на тој систем. Согласно капацитетите кои што ги има судскиот совет и надлежностите, вакво длабинско анализирање на работењето на АКМИСот ниту е предвидено со закон, ниту сме можеле, бидејќи имаме само еден информатичар. Таа работа е одговорност да работи по судскиот дел на претседателот на судот и по високите судови во рамките на можностите прават соодветни контроли. Јас велам досега не сум убеден, значи не велам дали има или нема. Значи како судии треба доволно да се разгледа и да се истражи условно се што се наведува дека е аномалија, па да видиме дали ќе има нечија одговорност. Очекував, ова да кажам, очекував, тоа го имам и соопштено на некој начин, дека во извештајот од Министерството за правда, бидејќи во него учествуваја поголема работна група, меѓу кои и 4 информатичари, дека ќе има поконкретни показатели за евентуални аномалии, незаконитости испративно на судскиот деловник. Меѓутоа, бидејќи тоа го нема, сега ние преземаме действија. Покрај тоа што знаеме дека има и кривична пријава до јавното обвинителство, тоа е нивна работа, дали ќе утврдат дали има некаква кривична одговорност. Добро, доколку има некаква кривична одговорност, подготвен ли сте вие да ја сносите? Значи, за кривична одговорност не одлучува судскиот совет, одлучува јавното обвинителство. Доколку има кривична одговорност, ќе разговараме потоа каква, колкава, од кого и на кој начин е сторена. Значи, не можам да преюдицирам за евентуални аномалии во работењето. Но ако се утврди одговорност, подготвен сте да признаете дека сте направиле грешка со оглед на фактот што беше алармирано и било алармирано многу пати во текот на последните од 2006 до 2008 година. Значи не можам така 2016 до 2016. Значи не можам така како што го поставувате прашањето, јас да одговорам со да или не.
Тоа е прашање хипотетско за кое што дополнително ќе разговараме и ќе видиме што сме презеле, што сме можеле да преземеме и дали сме можеле нешто повеќе од тоа што сме преземале. Не сметате дека Одговорност никогаш не бегам од одговорност, доколку постои било каква одговорност и од моја страна и морална крајно, јас сум подготвен да размислам на се што е потребно за натамошни действија во функција на чување на угледот на судството и на ефикасно работење на судовите. Сметате ли дека има углед судството? Значи не се работи само за критики од страна на медиумите, од страна на опозицијата, генерално од критичката јавност, туку во извештаите на меѓународната заедница постојат сериозни критики кон судството. Сметате ли дека нешто сте можеле подобро да направите? Лажните вести последниве години, сега гледам и во последно време повторно истото се повторува и од релевантни институции дека многу лажни вести има. Значи огромна штета лажните вести направија на судството. А само ќе спомнам дека од последни анкети се уште не објавени како показател за квалитетот. Значи идеално никаде нема. Меѓутоа, од сите анкетирани граѓани кои што имале работа со судови, е многу поповолна оценката одошто од тие граѓани кои што никогаш не влегле во суд, кои што слушнале од некого дека не е во ред. Добро, анкетите покажуваа низ годините дека судството е на врвот на корумпираните, односно судиите. Тоа апсолутно е неточно. Тврдам дека не е така, дека е најкорумпиран сектор во општеството, а можам да тврдам дека за разлика од пред 10, 15 или 20 години е далеку поажурно, поефикасно и поквалитетно судството. Значи не чувствувате никаква одговорност за состојбите во судството, сметате дека сте работеле идеално? Значи не знам, вие само инсистирате дали јас чувствувам некаква одговорност. Јас со сите мои капацитети работам оногу колку што можем. Судскиот совет е колективен орган, независноста на судството зависи од секој поединичен судија, бидејќи секој е независен во постапувањето. Во лажните вести ги вклучувате и бомбите, така наречените бомби на Заев, каде беше јасно всушност како изгледаат релациите власт и судство. Односно власт и судии. Значи министри и судии. Ниту сум ги коментирал, ниту ќе ги коментирам така наречените политички бомби, тоа што е објавено таму, тоа се некои инцидентни случаи во некое поранешно време кои што се случиле и не чувствувам потреба да коментирам во врска со тоа. Добро. Ниту сум бил тоаш јас во судскиот совет, ниту сум работел на некој начин и не знам што би можел да коментирам повеќе. Значи не се сомневате дека постојат некакви така наречени тефтерчиња на Јанкуловска и незината комуникација или на Мијалков комуникацијата со одредени суди? Немам коментар, значи не ми се истражени тие дали е така или не е така, немам ниту потреба да навлегувам во тоа. Доколку се утврди дека тие така наречени бомби се сушност не се лажни, туку вистински, што ќе кажете тоа? Па видите, некое формално и неформално влијание, лобирање и така натаму секогаш имало и кој има и во сите општества. Меѓутоа, во конкретниот случај овде постојат некои нелегално прислушувани разговори. За кој ВМРО ДПМН сепак стави подпис дека треба да се истражуваат? Во ред, нека се истражат. Нека одговара кој треба некој да одговара, нема проблем. Ви благодарам. Една од препораките на експертската група предводена од Прибе беше дека членовите на Судскиот совет треба да се бираат од редот на најстручните и најискусните правници во земјава. Годинава на дел од членовите им изминува мандатот. Како ќе бидат избрани и дали тие ќе бидат од редот на најдобрите или од тефтерот на најподобните? Ќе видиме кога ќе бидат именувани. Толку од оваа епизода на Проверено. Следна средба со екипата на Проверено ви закажувам следниот вторник во исто време. До гледање.